Почитувани гледачи, ја гледате првата емисија од серијалот Гарден клуб Градини. Токму така, емисијата Гарден клуб е наменета за љубителите на убаво уредените урбани простори. Во емисијата Гарден клуб ќе можете да ги следите следниве рубрики: растение за нашата градина, практични алатки, декоративни елементи и една од најинтересните рубрики е рубриката Нашите градини, каде што ќе можете да конкурирате во изборот за најубава градина. Се надеваме дека ќе го задржиме вашето внимание. Гледате не секоја сабота во 12:30 часот. Гледај Гарден клуб за доброто на твојата градина. Секој семејство прави гнездо, а денес сме во гнездото на семејството Христовски во горниот дел од населбата Козле или Долно Водно. Бидејќи локацијата и конфигурацијата на теренот е специфична, каква инспирација имавте за уредување на вашиот двор? Па секој човек во потрагата за да најде свое место на живење кој ќе ги задоволи оптималните потреби на семејството, бара своја локација, место под небото за да го направи своето гнездо, како што реквате, односно да го направи својот дом, својата куќа. И пропратниот дел, оној кој што е доста содржински, барем пола година и повеќе, тоа е дворната површина каде што ужива и така натаму. И ете така се случи да јас ја одберам оваа локација по долго истражување, бидејќи во Скопје знаеме дека многу е тешко да се најде добра локација, дека убавите локации се многу скапи, дека треба да одговара за многу потреби, да биде релативно близу до градот, да има добра комуникација, да има инфраструктура и така натаму. И ете, тоа беше мојот избор да изберам тешка локација. Веројатно, кога човек избира нешто тешко, тогаш предизвиците се уште поголеми за да се докажува, да се интерпретира во природата и да докаже дека и тешката локација може да се направи убава и изгодна за да има оптимални услови на живење, како што реков. Каква е микроклимата на оваа локација, бидејќи во услови на топло време се чувствува свежина? Значи, локацијата која што каде што се наоѓаме, односно локацијата на мојата куќа, на нашата породична куќа, е специфична и се наоѓа на релативно високо за услови на Скопје, или негде околу 330 метри надморска висина, што значи од една страна потешкоти зимно време да се стигне до неа, од друга страна убавина преко топлите летни месеци да се ужива во температурата која што е за неколку степени или повеќе пониска од кориштените што знаат да дадат во нашиот град. А оттаму микроклимата на оваа локација
за нас е одлична, имајќи во предвид дека психолошки сме припремени како семејство, да не ни сметат временските неприлики, не сме метеоропати, уживаме во секој дел од секој годишно време, така се прилагодуваме, а природата може да даде многу ако ние отворено и пристапиме со сите нејзини убавини што може да ги пружи. Приметуваме дека има многу украси во форма на риби и жаби. Имаат ли некое значение, бидејќи ги има во поголем број во вашата градина? Во уредувањето на градината, на дворната површина, во уредувањето на интериерот и на самата куќа, секој човек, секој семејство пристапува од своји инспирации и афинитети. Во тој контекст, нашето семејство има одредени афинитети кои што се интерпретирани со многу детаљи. Или би рекол дека преовладуваат многу цвеќиња. Јас сум голем заљубеник во цвеќињата. Тоа истото го има и мојата сопруга. Или го има помалку прифатено од мене, а децата се разбира во каков амбиент живеат, тоа ќе го прифатат. Или, како што рекол познатиот индиски песник Рабиндрана Тагора, ако сакате да бидете среќни за еден ден, напијте се. Ако сакате да бидете среќни за една година, оженете се. Или ако сакате да бидете среќни за цел живот, одредувајте цвеќиња. И оттаму секој ја бара својата среќа, содржина на среќата, убавината на животот во некои нешта кои што покрај основното занимање, она што значи екзистенција, човекот во потрага по такви содржини прави своја интерпретација во својот дом или во градината. Значи во нашата градина тоа се цвеќињата и изобилуваат доста детаљи. Јас сум пасиониран заљубеник во старините кои што од давнина се правени, а јас ги пронаоѓам по некои така пазари каде што се продаваат втора рака, трета рака употребувани, меѓутоа они добиваат повторно сјај ако човекот знае каде да ги постави, како да ги негува и така натаму, а од друга страна во нашиот двор исто превладуваат некои детали кои што асоцираат на водни животни. Од една страна што јас сум професор на факултетот за ветеринарна медицина по биологија и патологија на риби, значи рибарство, пчеларство, ловство и екологија, па доминираат оттаму рибите, а мојата сопруга е хидроинженер, што повторно се совпаѓаме со водата и водните од свет, а додатно на тоа имаме една интересна ситуација каде што семејството на мојата сопруга ги се под прекар, така наречено народски, од жабите, па доминираат жаби, детаљи и јас каде што патуваме било каде во светот, земам, купувам, донесувам мали, убави жаби кои што се символ на љубовта, символ на екологијата и во многу делови од и интериерното и екстериерното уредување во домот и во градината превладуваат такви знаци на риби, жаби и други видови животни. Кои се специфичностите на градината? Повторно околу локацијата на куќата на дворот и да кажам дека многу е специфична кога пред да тргнам да почнам да ја градам куќата, ми се случи некое патување по Азурниот брег, а тамо знаеме добро какви се стрмни литици, брда и така натаму, па се инспирирав, па како да биде пристапот, па влезот, па степениците, па начинот на градба, па дали е тоа можно. Јас пред да почнам да градам се плашев дека е многу стрмно, меѓутоа кога видов луѓето што правеле и така натаму, и ако човек иде до нерези или во други непогодни места, значи храброста е голема работа и човек треба да се инспирира и може сегде да се направи добра куќа и оттаму
Znači, inspiracija, koliko čovjek poveke bara od sebe, toliko poveke može da dobije. I ova konfiguracija i lokacija je mnogo specifična. Su potporni zidovi visoki 3, 4, 5 i 6 metri. Дека ги имам preko 15 potporni zidovi, što vo kamen, što so betonski blokovi, така натаму. Беше тешко, меѓутоа е необично. Од една страна, погледот према брдото треба да биде инспиративен, со многу содржини, од друга страна, погледот према Скопје е исто така прекрасен и тој прави посебна инспирација за уредувањето на дворот и нормално во многу разговори со моите пријатели секогаш сме биле во ситуација да планираме, да креираме нешто, да предлагаме некои новини и така натаму, па и со вашиот уредник на емисијата уште се дотерува, се надградува, бидејќи јас во принцип не сакам свршени времиња, животот тече и работите треба да се менуваат, да се надоградуваат, да се прават разни апликации, додатни и така натаму, што значи дека човек може секогаш да најде нешто ново, да догради, да направи, за да биде утрешниот ден поубав од денешниот. Прекрасна градина сигурно е често посетена од вашите пријатели. Морам да признам нешто, дека големи трагови во мојата визија за живење оставија дружбата со моите пријатели од Далмација во Белград, додека студирав. И оттаму доминираат медитеранските бои и видови на растенија, па и во мојата дворна површина, односно во градината доминираат лаванда, понатака рузмарин, имам цела една мала плантажа на жалфија, на мајчина душица, на многу зачински растенија и така натаму, што представува убавина за да дојдат моите пријатели да уживаат, да берат чаеви. Па имаме плодни растенија и овошки исто така кои што се сите поврзани со систем капка по капка. Јас уживам во уредувањето на дворот, во одржувањето на дворот, во сите овие работи, што значи дека целиот амбиент е како разонода на нашите пријатели и роднини кои што доваѓаат. Секогаш има нешто ново да се види, да се скине некоја овошка, некое лековито или зачинско растение да однесат дома. Јас и ние на факултетот имаме и зачинско лековито отровно билје. Секогаш ме инспирирала и алтернативната медицина во која барам така доста содржини. Така што со пријателите секогаш имаме убави теми, убави разговори за разни нешта, а морам да признам дека јас сум пасиониран, заљубеник и во виното. Имам голема колекција на неколку илјади разни сорти на вина од разни делови на светот и редовно ги чувам, одржувам и ги дегустираме со пријателите, бидејќи виното знае да биде добар инспиратор за убави разговори, убави содржини. Виното е храна, виното е и лек нормално во оптимални количини и оттаму инспирацијата да напишаме една книга за виното, за културата, за традицијата, бидејќи кроз дружењата се огледуваат многу нешта, многу тајни, многу илуминации се прават во мали количини и виното дава инспирација, креативност за многу други содржини кои што во нормално човек не може да ги види. Така што дворната површина и интериерната поставеност во мојата куќа секогаш имаме убави чаши, убав амбиент за добар разговор со чаша добро вино. Дали е тешко да се одржува една ваква прекрасна градина?
Одржувањето на оваква градина не е тешко ако се сака да се направи амбиент, убавина за живење, за уживање. И ние со мојата сопруга сме некако сами по себе предодредени кои работи кој да ги работи и оптимално функционираме. Сопругата повеќе е околу кујната, припремање на разни јадења, специјалитети и така натаму, и понекогаш сака да се вмеша и во хортикултурата. Јас сум за виталните делови на семејството, од набавки до одржувањето на дворната површина, цвеќиња, садење, пресадување, одгледување, од системи до капка по капка. Јас сум заробеник на убавите цвеќиња. Секоја пролет, како што се буди животот, така и јас почнувам со нова инспирација, со нова креација, со нови цвеќиња, за да го направиме местото, дворот, домот поубави за живење. Почитувани гледачи, поминавме убави моменти во прекрасната градина на семејството Христовски. Бевме почистени со гостопримството и чашата убаво вино. Професоре, ви благодарам за гостопримството. Гледај Гарден клуб за доброто на твојата градина. Алојс фонтани. Изработка на надворешни и внатрешни фонтани од природен камен и останати материјали. Изведба на водопади, реки и пондови. Изработка на алпинуми. Уредување на градини и останати зелени површини. Алојс фонтани. Македонска авангарда од 1991 година. Конечно Гламур. Новоотворен ресторан специализиран само за свадби. Капацитетот 340 гости. Слободни термини за мај и јуни. Уствари, ресторанот толку е добар, што човек да посака да се ожени повтор пат со истиот избор. Да се разбереме, ресторан Гламур на улица Првомајска спроти цементарница Усија. Резервирајте на 078 305043. Ресторан Гламур. Свадбен ресторан. Обичните оџаци се изградени од несоодветни материјали и се подложни на затнување и корозија. Нивното користење предизвикува кондензација и чадење. Најдоброто решение е трокомпонентниот систем на ođak.com.mk. Огноотпорна и киселоотпорна цевка, изолација од камена волна и надворешен термостабилен блок. Тоа е вашиот Оđak. Локација Булевар Србија, после надвозникот и во дистрибутивната мрежа низ Македонија. Проверете на ođak.com.mk. Одлична цена за неверојатен квалитет. Гледај Гарден клуб за доброто на твојата градина.
Стилови, предлози, идеи, рубрика во која ќе се обидеме да ве запознаеме со што е можно повеќе светски стилови на формални и неформални градини, да ви дадеме предлози околу изгледот и одржувањето на вашата градина, а и со ваша помош да генерираме идеи околу изгледот, одржувањето и уредувањето на една градина. Зошто создаваме градини? Од каде доаѓа поттикот да облагородуваме дел од земјиштето, менувајќи го неговиот изглед, така што подобро ќе се одветствува со нашите желби? Можеби тој поттик се уште е инстинктивна потреба за добивање храна, за преживување, за одбележување на сопствената територија. Кога ќе се најдеме во својата градина, можеме да заборавиме на деловниот живот и да се повлечеме во сигурноста на својот простор. Без оглед на тоа кој мотив ја предизвикал првата искра на нашето интересирање, таа може да прерасне во страст што ќе трае цел живот и ќе стане извор на вистинско задоволство. Во најголем број случаи градината обкружува куќата. Ја исполнува својата основна задача култивирање, односно облагородување на обкружувањето. Секојдневната потреба пеш или со возило ја наметнува потребата за поставување потесни или пошироки патеки, што ќе овозможат најлесен пристап кон куќата во текот на целата година без оглед на временските услови. Слична основна потреба е и светлината, па поради тоа редовно треба да се одржуваат растенијата што се засадени сосема близу до прозорците и вратите. На деловите оддалечени од куќата, планирањето за солништо од ветер, а тоа се најчесто дрвја и грмушки, значително ќе намали можноста за штета, а ќе штити не само зградата, туку и чувствителните растенија. Таквата заштита, особено ако ја создаваат дрвја, ќе спречи создавање снежни наноси во градината во зимскиот период. Наспроти тоа, во областите со топла клима, дрвјата и грмушките ќе донесат во куќата и во околниот простор ладовина и свежина. Соодветно садење на грмушките и на дрвјата може да ја штити и почвата, спречувајќи ерозијата предизвикана од ветерот и од водата. Градината никогаш не сме да делува изолирано, односно одвоено од основниот впечаток и карактер на обкружувањето во кое се наоѓа. Незините граници го одредуваат и нашиот простор, ограничувајќи го влијанието на надворешната околина на дел од земјиште кое го нарекуваме свој дом. Медите овозможуваат заштита на просторот и зголемување на чувството на неопходна приватност. Но ако зад вашата градина се наоѓаат отворени полиња, медите можете да ги направите така што ќе го насочите погледот кон пространството на околината, а истовремено тие ќе представуваат и заштита од многобројните полски животни. Дел од градината може да се употреби и како продолжение на дневниот престој и на слични простори во куќата, создавајќи премин меѓу затворениот и отворениот простор. Поплочените тераси, конструкциите покриени со растенија, балконите и покриените места ќе ги намалат контрастите меѓу затворениот и отворениот простор. Оние на отворено, во близината на куќата ќе бидат заштитени места, каде што децата слободно ќе може да се играат, а ќе представуваат и пријатно место за јадење во природно обкружување. Гледај Гарден Клуб за доброто на твојата градина.
во изложбениот простор на фирмата Оджак, кој е специализиран за продажба на декоративни природни материјали. Со нас е Марија. Марија ќе ни каже кој од природните материјали најмногу се користи за уредување на урбаните простори. Од декоративните материјали, заради добриот визуелен ефект, најмногу се користи буњата. Марија, можеш ли да ни кажеш што се подразбира под поимот буња? Буњата е плочка со релјеф. Релјефот може да биде поизразит или подискретен. Висината варира од желбата на купувачот, значи може да биде од 1, 2, 3 до 10 сантиметри, со тоа што должината им е слободна. Од што може да биде направена буњата? Буњата може да биде направена од природни и од вештачки материјали. Ние имаме само од природни материјали буња. Значи, имаме 3 вида на буња. Таа може да биде мермерна, травентинска и камена буња. Камената буња какви одлики има? Камената буња има подискретен релјеф. Значи, кај неја може да постои и лискун, кој дава сјај. Тој највпечатлив е, значи кога е изложен на сонце, под влијание на сончевите зраци, лискунот доаѓа до израз и се добиваат тие светкави нијанси што ги спомнавме претходно. Какви се бои може да има камената буња? Камената буња кај нас има во повеќе нијанси, значи имаме во кремаста, сива, зелена и сребрена нијанса, со присуство на шарен изнизе, со што добива рустичен ефект. Каква намена има камената буња и каков визуелен ефект се постигнува? Камената буња има рустичен визуелен ефект, со топли нијанси и најдобро се вклопува со дрво, травертин и зеленила. Марија, ти благодарам за разговорот. Инаку да кажеме дека продажниот објект се наоѓа на булевар Србија во просториите на Royal Invest. Гледај Гарден Клуб за доброто на твојата градина. Алојс фонтани. Изработка на надворешни и внатрешни фонтани од природен камен и останати материјали. Изведба на водопади, реки и пондови. Изработка на алпинуми. Уредување на градини и останати зелени површини. Алојс фонтани. Македонска авангарда од 1991 година. Конечно Гламур. Новоотворен ресторан специализиран само за свадби. Капацитетот 340 гости. Слободни термини за мај и јуни. Уствари, ресторанот толку е добар, што човек да посака да се ожени повторпат со истиот избор. Да се разбереме, ресторан Гламур на улица Првомајска спроти цементарница Устје. Резервирајте на 078 305043. Ресторан Гламур. Свадбен ресторан. Обичните оджаци се изградени од несоодветни материјали и се подложни на затнување и корозија. Нивното користење предизвикува кондензација и чадење.
Најдоброто решение е трокомпонентниот систем на odžak.com.mk, огноотпорна и киселоотпорна цевка, изолација од камена волна и надворешен термостабилен блок. Тоа е вашиот Оджак. Локација Булевар Србија, 8 надвозникот и во дистрибутивната мрежа низ Македонија. Проверете на odžak.com.mk. Одлична цена за неверојатен квалитет. Гледај Гарден Клуб за доброто на твојата градина. Почитувани гледачи, да бидам нескромен, морам да признам дека го пробав ова прекрасно куве, која е мајсторија на професорот Христовски. Ова беше се од првата емисија на Гарден Клуб Градини. Се надеваме дека го задржавме вашето внимание. Гледајте на и следната емисија.